Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. FDI магазинот на Financial Times, општина Велес ја вброи меѓу градовите со најдобра бизнис клима во регионот. На ранг листата го завзема второто место. Ваквото признание покажува дека локалните власти спроведуваат реформи кои се доказ дека со засилен интензитет ќе се развива економијата во градот. Инаку рангирањето на FDI магазинот е направено врз основа на повеќе критериуми. Се истражувал економскиот потенцијал, човечкиот капитал и животен стил, ценовна ефикасност, инфраструктура и деловна соработка. Велес нуди најдобра бизнис клима од помалите градови во југоисточна Европа. Вака FDI магазинот на Financial Times ја оценува општината во својата ранг листа во категоријата микроградови. Според градоначалникот Славчо Чадиев, ваквото признание е доказ за определбата на локалните власти со засилен интензитет да ја развива економијата во градот. Велес е лидер за инвестирање во категории на микроград на ниво на Европа, прогласен од Financial Times, односно од FDI магазинот. Со тоа се исполнуваат нашите очекувања, нашите ветувања дека сериозноста во пристапот на привлекување на странски инвестиции, отварање работни места е наш приоритет. Рангирањето на FDI магазинот е направено врз основа на повеќе критериуми. Се истражувал економскиот потенцијал, човечкиот капитал и животен стил, ценовна ефикасност, инфраструктура и деловна соработка. Кога станува збор за Велес и поволноста за инвеститорите, вреди да се спомене дека општината е една од ретките во регионот која што го поседува и сертификатот за поволно бизнис опкружување. Меѓутоа, исто така и ангажираноста на градоначалникот, на целиот општински тим, Советот на општина Велес допринесе да Велес се најде на врвот на општините што се поволни за финансирање, односно за инвестирање на ниво не на Република Македонија, него на европско ниво. Задоволството е уште поголемо што општина Велес се тоа го прави со сопствени средства. Според градоначалникот Чадиев, рангирањето на општината меѓу 5 градови во регионот ќе даде гаранција пред странските инвеститори за сигурност во водењето на бизнисот. Инаку, освен Велес, FDI магазинот, како општина со најдобра бизнис клима, го рангираше и Штип. Во истата категорија на микроградови со поволни услови за инвестирање се најдоа и 2 општини од Латвија и една од Србија. 124.968 граѓани во земјава се уште немаат биометриски документи. Министерството за внатрешни работи до изборите ќе ги издава по брза постапка. Без биометриски документи во земјава се 124.968 граѓани. До денот на изборите биометриски документи ќе се издаваат по брза постапка, истакна министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска по денешниот работен состанок во управните служби. Евиденциите на начин како што тоа го бараат законските прописи со пресечен момент согласно изборниот законник, како што нагласи Јанкуловска, се веќе доставени до Државната изборна комисија и за претседателските и за парламентарните избори. Се очекува дека Државната изборна комисија врз основа на релевантните податоци од надлежните институции да излезе со финалните избирачки списоци. 12.255 од граѓаните кои се евидентирани се со истечени документи и ќе мора да ги обноват ако сакаат да го остварат своето избирачко право. Карактеристично за овие избори според министерката е тоа што замената на документите започна во 2007 година, а во меѓувреме дел од издадените документи ја изгубиле својата важност заради истекот на рокот. Одлучивме во овој период до изборите сите документи да се разгледуваат по брза постапка, веднаш да се одобруваат и веднаш да се изработуваат, се со цел да им излеземе во пресред на колку што е можно поголем број на граѓани кои ќе пројават интерес за остварување на нивното избирачко право. Министерката посочи дека досега се издадени вкупно 1.934.323 лични карти и 1.857.909 патни исправи. Викендот при редовна контрола на Тиквешкото езеро, Кавадаречката полиција одземала 1,5 метри кубни дрва, моторна пила, метален чамец и други предмети. Против лицата ДМ и ИМ ќе следат соодветни поднесоци.
Во саботата на 8 март 2014 година од страна на полициски службеници од полициска станица Кавадарци извршена е контрола на Тиквешко езеро, при што затекнати се 3 лица за кои постои сомнение дека сториле прекршок од закон за шуми и закон за рибарство. Лицата се приведени во просториите на полициска станица Кавадарци, при што одземени се 1,5 метри кубни дрва, моторна пила, метален чамец и други предмети. По целосно документирање на настанот ке следат соодветни поднесоци. Информацијата за КТВ ја потврдува и потпаролот на СВР Велес Анита Стојковска. Од наш полициски извор дознаваме дека поднесоци ки има против лицата ДМ и ИМ. Имено, изворот вели дека покрај редовната полициска контрола околу Тиквешкото езеро, овој случај особено е седен по претходно добиени сознанија, па на лице место се фатени прекршителите. Интервенцијата на полицијата се обидело со отпор да ја попречи лицето ИМ, но полициските службеници не се откажале во намерата и успешно според сите законски прописи постапиле против прекршителите. И понатаму ќе се работи на овој терен, а целта е да се отстранат сите појави кои надвор од законот се случуваат околу Тиквешкото езеро, вели нашиот полициски извор. Вчера во Кавадарци ВМРО Народна партија одржа седница на Централниот комитет. Беше донесена одлука дека партијата на предвремените парламентарни избори ќе настапува самостојно. Лидерот Љупчо Георгиевски рече дека доколку кандидат за председател на ВМРО ДПМН беше Јове Кекеновски, ќе застанеа со поддршка за него, а сега рече дека лично тој ќе гласа за председателскиот кандидат на СДСМ. Георгиевски очекува 10 пратеници на парламентарните избори, бидејќи, како што рече, ВМРО Народна партија била трета политичка партија во земјава. Оној кој се препознава во идеите, кој сака да ги почитува идеологијата на ВМРО Народна партија, овој пат имаат можност сами да гласаат за нашата партија. Заедно со таа одлука за одење сами на овие избори, треба да се утврди Централниот изборен штаб, затоа што практично веќе изборите се распишани, немаме време за чекање. Потоа треба да се дадат основните задачи за подготовка за самите избори, да се побара од членовите на Централен комитет и во најскоро време да ни поднесат листи за пратеници, затоа што практично со денешниот Централен комитет го отвараме и кандидирањето за оние кои сакаат да бидат на нашата политичка листа и практично неколку зборови за самата програма која веќе е во завршна фаза и мислам дека во наредната недела веќе ќе ја објавим. Ако беше Јове Кекеновски, без сомнение ние ќе сугериравме нашите гласачи да гласаат за Јове Кекеновски. Видов со оглед на фактот дека се отиде со еден човек кој веќе 5 години е председател и по ништо не го памтиме дека направил нешто за Македонија. Еве сите ние да се посетиме, по што го памтиме 5 години на Ѓорги Иванов, мислам дека сите ние ќе се спомниме на позната реченица разумен компромис и толку. Нема ништо за Ѓорги Иванов. И сега да се гласа за еден таков човек нема смисла и затоа од друга страна изборот е стеснет. Не ни преостанува ништо друго да им кажеме дека ние, да речеме, јас да речеме би гласал за господинот Пендаровски, меѓутоа повторно имаме исто така една јасна позиција. Ние не агитираме, ние не правиме спотови за него, ние, како да кажем, не влегуваме во кампања председателска. Едноставно, ние се одиме на парламентарни избори, а оној кој сака може да гласа, кој сака да го чуе нашиот глас, може да гласа за господин Пендаровски. Ова е можеби единствена коалиција која се распаѓа во Македонија, а да нема зла крв после тоа. Значи нема лоши односи, нема кавга, нема расправа меѓу нас и СДСМ, има, како да кажем, добра меморија од тоа кратко време на коалицирање, меѓутоа сепак одлучивме дека идеологијата е различна. Значи, нашите идеологии се различни, она за што го зборуваме се сосема две различни поенти и едноставно или ние треба нешто да премолчуваме во кампањата или ќе треба да премолчуваат. Ако е така, оценивме дека нема потреба од такви премолчувања и затоа одиме во изборите на ваков начин.
После ДПМН и СДСМ зависи кога како, ние сме убедливо секогаш трети. И да речеме на последните парламентарни избори имавме 30.000 гласа, ни фалија само 5.000 гласа за да имаме 5 пратеника одеднаш, затоа што буквално секоја изборна единица ни фалија негде по 1000 луѓе. Затоа сметаме дека овде со малку поголема поддршка на граѓаните ќе се оствари целата ВМРО Народна партија за 10 пратеника, затоа што навистина кога ќе се проби оној основен цензус, тогаш потоа нели пратениците влегуваат со многу помал процент на гласови. Она што им го гарантираме на граѓаните на Република Македонија. Значи, демократијата може само да ја донесе трета политичка партија во македонскиот блок. Значи, она и затоа што ние постојано велиме, она што е основна цел за нас е демократија, демократија и демократија во нашата држава. Ние сметаме дека демократските процеси во нашата држава се сериозно загрозени. Граѓанската опција за Македонија Гром вчера ги отвори партиските простории во Росоман. Пред членовите и симпатизери беше представен и председателскиот кандидат Зоран Поповски. Гром вчера и официјално ги отвори партиските простории на општинската организација во Росоман. На свеченоста присуствуваа лидерот на партијата Стефчо Јакимовски и председателскиот кандидат Зоран Поповски. Јакимовски упати повик до граѓаните да излезат на гласање бидејќи е потребно да се избере председател на државата. Во оваа држава има две вистини. Една е ВМРО-вска, друга СДСМ-овска. Гледате и медиумите така се поделени, ама нема граѓанската вистина нема за обичниот човек. Ние не сме подготвени да гледаме низ едни очила или низ други очила. Ние сакаме да биде правата вистина да искачи кај граѓаните. На таа граѓанска вистина наш репрезент е господинот Зоран Поповски. И ние тој срам, како македонци, не смееме да си го дозволиме, да не избереме председател, да немаме цензус и така натаму. Значи треба масовно да излеземе за тоа што мислиме, да гласаме, но треба да знаеме дека ние сме горди што имаме држава и символот на државноста, председателот на државата, ние треба да го поддржуваме. Како ќе одлучиме, како ќе гласаме, што ќе правиме, тоа зависи од сите нас, нормално и од самиот кандидат, како ќе ја води оваа кампања, но јас сум сигурен дека ние со нашиот председателски кандидат нема да се срамиме, туку напротив ќе се гордееме и дека на овие избори граѓанската опција за Македонија со само 5,5 месечно постоење собра подписи, се организира и имаме само 3 председателски кандидати од македонскиот блок и еден од албанскиот. Тоа значи Гром влезе и може да игра во Лигата на шампиони со само 5,5 месечно постоење. Кандидатот за председател на Гром Зоран Поповски се осврна на главните императиви, рече дека ќе работи на враќање на човештината во државата, како и влез во НАТО за поголема безбедност и повеќе странски инвестиции. Ќе го деконтаминираме исуството и медиумите од политика. Вие гледате, провладени и опозицијски медиуми. Немате објективен медиум. Сакаме да ги ослободиме од тој политички баласт и да почнат да информираат за она што ги интересира граѓаните. А не по 3-4 пресконференции дневно, овие ќе се јават, овие ќе вратат, овие пак ќе се јават и луѓето едноставно веќе го гасат телевизор. Јас ќе бидам мегафон на граѓаните за сите проблеми со кои што ќе се соочуваат. Ќе имаат една врата на која што ќе може да се обратат, а јас ќе имам начин да го направам тој демократски притисок врз извршната власт за да се решаваат тие проблеми. На таков начин сакам да покажам дека ќе бидам председател на сите граѓани во Република Македонија, независно од нивната верска, национална, политичка припадност и така натаму. Мислам дека треба да отвориме една нова страница во македонската историја. Треба таа далечната историја да ја оставиме на историчарите, да се бавиме повеќе со сегашност и со иднина и да почнеме да ја креираме историјата на оваа држава како граѓанска држава, држава на еднакви луѓе. Бројката на ново заболени од рак е во порас. Водечки е ракот на дојка. Неделата за борба против ракот официјално заврши, но Црвен крст ке се бори со превентивна едукација и понатаму.
Бројот на новозаболени од рак на дојка е во пораст. Според податоците кои се објавени од Меѓународната агенција за истражување на ракот Глобокан, во 2012 година во Македонија се детектирани 1152 нови случаи на рак на дојка, а 431 се починати, информира председателот на Сдруженијето за борба против рак Борка, Вива Додева. Таа посочува дека станува збор за навистина енормно зголемување на бројот на заболени од рак на дојка од оној број со кој веќе неколку години наназад калкулираме, односно 650 до 700 новозаболени од рак на дојка. Според неа, порастот на бројот на новозаболени од рак на дојка од една страна покажува зголемена свест на жените да одат навреме на преглед и да се детектира ракот во поран стадиум, а од друга страна покажува дека старосната граница на жените кај кои ракот на дојка е диагностициран се повеќе се намалува и се повеќе млади жени се заболени од оваа болест. Дека карциномот на дојка зазема епидемиски карактер потврдуваат и лекарите, истовремено информирајќи дека најмладата пациентка е на возраст од 17-18 години. Според нив, иако многу напори се прават за превентивно да се делува во смисла на рано откривање на карциномот на дојка, што би значило и продолжување на квалитетот на живот и излекување, се уште е голем бројот на пациентки кои доаѓаат во еден доцен стадиум како хируршки може да се помогне. Инаку на оваа тема изминатата недела заклучно со 8 март во Кавадарци се реализираа неколку трибини каде целна група беа работните организации низ училиштата. Трибините беа во рамки на неделата за борба против ракот во организација на Црвен крст Кавадарци. Бројките кои ги спомнавме погоре, а зборуваат за пораз, ги потврди и доктор Тони Јованов, кој беше стручен предавач на едукативните трибини. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности продолжува и годинава со средношколците од Кавадарци. За најуспешните проекти на младите ќе има и награди. Целта е да се промовира хуманоста. Десетина години поред Кавадаречкиот Црвен крст во соработка со средните училишта од градот успешно работи на изготвување на микропроекти согласно програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Целта на овие проекти е, вели секретарот на општинската организација на Црвен крст Рози Илова, активирање на младите и нивно обучување за подготовка на овие мали проекти кои понатаму и тоа како ќе им користат и во образованието и општо во животот. Во ноември минатата година организиравме 2 работилници преку кои средношколците од гимназијата Ѓорче Петров и Киро Спанџов Брко учеа за постоењето, делувањето и улогата на Црвен крст. Навлегува во основното делување на хуманитарното движење на најголемата хуманитарна организација, појаснува Илова. Од неа дознаваме дека потоа следували и обуки во кои вклучените млади или тимови на ПХВ изготвувале мали проекти, почнувајќи од проектирање, активности на терен па се до негово целосно финиширање. Во периодот од декември па се до овој месец, по вториот дел активности на терен, тимовите изготвиле вкупно 6 проекти и во моментот работат на нивно финиширање, информира Илова. Се работи на тема од социјално-превентивната и здравствена дејност со младите од 3 средни училишта, поделени во тимови. Како ментор работи професорот Елизабета Бошковска, која вели дека целата мисија е да се промовира хуманоста, делувањето и волонтерството без за возврат да се очекува надомест. Бошковска во улога на дисеминатор ги подготвува овие ПХВ тимови, кои до 14 овој месец треба да ги достават своите проекти за кои велат повторно очекуваат награди. За подсетување, барем досега, речиси секоја година, Црвен крст на град Скопје доделува награда за микропроектите од Кавадарци. И годинава голем интерес кај кавадарчани и росоманци за бањско-климатска рекреација. 439 пензионери од Кавадарецко и Росоманско пројавиле интерес за бесплатна бањско-климатска рекреација во рамките на владиниот проект. Соопшти денес раководителот на подрачната единица на Фондот за пензијско осигурување од Кавадарци Весна Ѓорѓиева. Документите се комплетирани и доставени, веќе се објавени се листите со имињата на оние кои ќе може да ја користат поволноста, распоредот на смени и бањата во кои ќе се престојува на огласната табла во градска единица.
На пензионерите кои ќе освојат право на бесплатна бањско-климатска рекреација им се платени 6 полни пансиони и превозот до бањата и назад, појасни Ѓорѓиева. Регулаторната комисија за енергетика денеска донесе одлука за намалување на цените на нафтените деривати. Малопродажните цени на нафтените деривати согласно методологијата за формирање на цените се намалуваат во просек за 0,47%. Малопродажните цени на Евросупер БС 95, Евросупер БС 98, Евродизел и екстра лесното масло за домакинство се намалуваат за 0,5 денари за литар во однос на цените утврдени со одлуката од 24 февруари. Според одлуката цената на Евросупер БС 95 изнесува 78,5 денари на литар. Цената на Евросупер БС 98 изнесува 80 денари за литар, цената на Евродизелот изнесува 68 денари за литар, додека цената на екстра лесното масло за домакинство изнесува 56,5 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,22 денари за килограм во однос на цената од 24 февруари. Во рамки на вестите едно соопштение кое доаѓа од армискиот полигон Криволак. Имено им се соопштува на местното население од општините кои гравитираат околу армискиот полигон Криволак дека во периодот од 11 март до 13 март годинава во реоните Брест, Мушанци, Куша и Тубре, Кукулци и Китина Смрека ќе се извршуваат боеви гаѓања. Во наведениот период се забранува секакво движење и престој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторни возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот. Надлежните органи од командата на армискиот полигон Криволак велат дека доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и тие да бидат информирани, како и полициските станици во Кавадерци, Неготино и Градско и Савара Штип. Општинското основно училиште Пере Тошев од Росоман доби зелено знаме. Со тоа, училиштето влезе во редот на училиште каде се применуваат високи стандарди во делот на екологијата. Зелено знаме доби основното општинско училиште Пере Тошев од Росоман како потврда за тоа дека наставниот и учениците овде посветуваат големо внимание на екологијата. Ова денес го соопшти Розалија Ризова, координатор на екоодборот во училиштето. Во изминатиот период како училиште спроведовме многу еколошки едукативни работилници, екоакции и други активности за зголемување на свеста за значењето на чистата и здрава животна средина. Во сите наши екоангажмани голема поддршка имавме од локалната самоуправа Росоман и еколошкото друштво Екоживотот Кавадерци, нагласи Ризова. Таа изрази огромна благодарност до учениците кои вложија многу труд за едно вакво признание и до наставниците кои им помогнаа да ја остварат посакуваната цел. Интернационалниот сертификат Еко училиште со награда Зелено знаме ги доделуваат Министерството за образование и наука, Швајцарската агенција за развој и соработка и Сдруженијето на граѓани ОХО, како носител на програмата и интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Следува и информација од спортот. Осмомартовска честитка од помладите пинг-понгарки на градба Промет до постарите пинг-понгарки на Крива Паланка. Есенскиот шампион Крива Паланка во неизвестна утакмица беше совладан од есенскиот вице-шампион на свој терен градба Промет со резултат 5:4. Мора да се признае, младите кавадарчанки одиграа многу храбро и зрело кога во ниеден момент не ги респектираа постарите и поискусни пинг-понгарки на Крива Паланка. Наред е временската прогноза. Утре предпладнек има услови за провејување на снег само во југоисточниот дел. Од дожд во текот на денот облачноста ќе се намалува, ќе дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура до 9 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.